Утре 1 мај, меѓународен ден на трудот е неработен ден за сите граѓани. Дел од нив веќе имаат испланирано како ќе го поминат овој празничен ден. Голем број граѓани традиционално ја посетуваат излетничките места, но има и такви кои денот ќе го поминат дома. Каде планирате да го прославите 1 мај? Дома. Сама сум. Каде планирате да го прославите 1 мај денот на трудот? Денот на трудот во домашна атмосфера, во природа некаде, со друштво. И така. Каде некаде да го прославите 1 мај денот на трудот? Па ние сме од Куклиш, имаме веќе дечка кај Триводи, на там ќе одиме. Или дома, или работно. Нема одмор за 1 мај? Тешка работа. Каде планирате да го прославите 1 мај денот на трудот? Па зависи од расположението. Дали сметате дека би било подобро во природа или во домашен амбиент? Да, во природа. Дома ќе сум јас. Децата ќе одат, а јас сум дома. 1 мај оваа година дома, во кругот на семејството, ќе ми дојдат гостите, керка ми од Скопје, па така. Дали сметате дека е подобро дома или во природа? Во природа е подобро, ама ќе дојдат малце покасно, па немаме можност да излеземе. 1 мај се одбележува во знак на почит кон жртвите на штрајкот, одржан од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Овој празник во државите од регионот се одбележува различно, со помали и воглавно символични протести на синдикалците и со излети во природа. Но сепак на повеќето места најпрепознатлив е синонимот за подготвување на скара и на излети во природа. Но сепак, многумина од граѓаните секоја година се револтирани, затоа што природата може да ја искористиме за уживање, но не и нејзината убавина за да ја загадиме. Па токму затоа убаво би било навремено да апелираме за зачувување на животната околина. Совесни да не фрлаат отпадоци. Тоа бил најпаметно. Јас сум за тоа, за чистокте, за хигиената. Би требало да се внимава и јас би внимавала и би укажувала и на некои други ако има нешто оставено, не или заборавено, да не се фрла. Тешкото прашање. Хигиената за 1 мај сметате ли дека се внимава на природата? Не. Загадување? Катастрофа. Кој дека најде фрли? Това ѓубре катастрофа. Веќе се забележува раздвиженост низ градот. Пазарите и месарниците имаат работа, но сепак има доста кои нагласија дека 1 мај ќе го поминат надвор од градот, со цел да се одморат од секојдневните обрски.